Младите се иднината, но ако се повеќе младите сакаат да ја напуштат татковината, родниот град, каква иднина не чека? Некој ќе се обиде да промени нешто, нема да успее и ќе се разочара. Јас сум млад човек кој сака светла иднина пред себе. Сакам да го променам светот кон подобро. И не е само клише кое го слушаме од сите страни. Јас, моите пријатели, ние младите, сакаме подобар и убав живот. Моето име е Сара Трајчевска и сум дипломиран новинар. Дипломирав во Романија, а воедно и магистрирав на одделот за односи со јавност и интеркултурно развивање. Во текот на моите студентски денови имав прилика и можност да сум студент на еден од најдобрите универзитети во Европа, во Португалија, Лисабон, во истата сфера. Сите мои стегнати знаења и искуства досега сум желна и посакувам да ги пренесам во мојот роден град, местото каде што сум се родила и сум желна да ја поминам мојата иднина, во Битола. По повод мојот магистерски труд, направив истражување на темата културен шок и интеркултурната комуникација во емиграцијата од Балканот. Поради растечкиот број на случаеви иселени во странство во последните неколку години, во мојата глава се вртеше прашањето зошто она што го носиме како плюс во странските држави не се вратиме или не останеме да го дадеме во сопственото општество. Селектирав две групи на млади луѓе. Првата група се луѓето кои останале да живеат во сопствената култура, а останатите се млади кои што поминале низ искуството на културен шок. За тие што не знаат, културниот шок е процес на адаптација кон нова култура и пред се нов јазик, кој што навистина, иако изгледа навидум лесен, е многу тежок и комплициран. На младите кои останаа во сопствената култура им беше поставено прашањето доколку имате можност да ја напуштите сопствената татковина, односно сопствената култура, дали би го сториле тоа? Одговорите беа навистина загрижувачки, затоа што младите едногласно ми кажаа и ми одговорија дека што им се пружи подобра можност и подобра прилика, веднаш би ги испаковале куферите и би ги напуштиле балканските граници како и нашиот град Битола. Младите пак, кои одамна ја напуштиле сопствената култура и сопствената татковина, тврдат дека во странство животот е подобар и доста многу поорганизиран, со тоа што секој човек му подава рака на другиот и пред се младиот човек е респектиран поради успехот и вредностите кои ги носи, а не според тоа кој стои зад него. Моето име е Сара Мицевска, имам 24 години. Студирам на архитектонскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и моментално ги завршувам моите мастер студии. Привремено работам како агент за корисничка поддршка во фирма на германски јазик, што значи не работам по својата струка. Уште во моите први академски години се стекнав со такво искуство, каде што еден дел од моите најблиски пријателки одлучија своето студирање да го продолжат во европските држави. Причината се разбира е тоа што има многу подобри услови за студирање и резултатот на крај е диплома која што е светски и европски призната. Значи со цел за подобра иднина после своето студирање. Најнапред како архитект сакам да кажам дека Битола е град со голема историја и култура и исто така голем број има на недвижни културни наследства за кои што голем дел од градот не е свесен. Архитектот е еден вид на креатор кој што го создава просторот во кој што ние секојдневно живееме. Затоа и сакам да останам во Битола со цел да создадам еден простор во кој што младите секојдневно ќе уживат, не само младите, туку сите жители,
и ќе имаат можност тука да го живеат оној живот кој што навистина го посакуваат во просторот кој што ќе ги исполнува. Конкретно сметам дека во градот Битола недостасуваат многу простори од страна на културата, односно простори за младите, каде што тие можат културно, креативно да се развиваат, простори за најмладите години, простори за повозрастните личности, каде што луѓето своето слободно време би го исполнувале, а исто така сметам дека Битола е град кој што може да понуди многу повеќе опции за работа, и во таа сфера да се расшири градот. Сметам дека најпрво како причина зашто младите пред се заминуваат од нашата држава и од самиот град е заради тоа што тука не гледаат доволно можности за развивање во однос на работата и исто така вреднување на нивниот труд. Сметам дека најпрво младите треба да имаат можност откако ќе ги завршат своите студии или во текот на своите студии. Еве, јас лично како архитект можам да кажем дека по завршувањето на моите студии како архитект многу е потешко да се најде работа, бидејќи во текот на студирањето нема многу голема пракса, односно практичната настава е изоставена. И понатаму во самото вработување не е толку вреднуван трудот на младиот архитект колку што е вреднуван на постариот архитект. А сметам дека во младите лежи една многу голема креативност и иновација кои што тие можат да ја внесат во денешното проектирање, познавање на многу повеќе програми, и тоа е, мислам дека еден од главните фактори што тука и младите не можат да се развиваат. Започнуваат да работат една позиција на работа и не добиваат шанса нивното знаење да го развиват на подобри позиции и секако не е ни доволно вреднуван самиот труд. Марија Тасевска, имам 24 години, завршив на педагошкиот факултет при УКЛО Битола, моментално сум на магистерски студии исто на педагошки факултет и моментално работам во предучилишна установа за деца. Јас искрено и моите најблиски знаат со љубов го почнав образованието кон тоа поле и искрено голем плюс ми дојде што можам да го работам и тоа што го сакам и баш затоа и не застанав тука со моето образование, го продолжив и да можам и уште ќе го продолжам. Искрено не сум многу горда што ќе го кажам ова, но веќе голем дел од моите врсници веќе основаа живот надвор од Македонија, не само што се преселија, а уште голем дел и се стремат да се иселат, конкретно од Битола и повеќето и од цела држава. Причината мислам дека на сите ни е јасна, тоа што немаме доволно ни можности луѓето да го работат, посебно младите, немаат доволно можности да го работат тоа што го сакаат, да го творат тоа што го сакаат и мислам дека сите, да речам, заминуваат по бркање на соништата негде далеко. Мислам дека Битола има многу голема тежина на секое поле, историски, културно и не само тука, туку тргнувајќи од социјални збиднувања и настани се до секакви полиња имаме огромна тежина која што на секое поле која што мислам дека може да се обработи, да се разработи, да се стимулира секое поле каде што младите може да допрат. И мислам дека тука може да ги вклучиме и повозрастните кои го имаат веќе искуството и мислам дека Битола би станал еден развиен центар од кој не си одат, туку идат луѓето кои што завршиле тука, пошто гледаме дека имаме многу спремни кадри буквално на секое поле. Според мене, јас се водам по тоа што колку ќе им дадеме на младите, лично мене, лично и на тие
помали, поголеми одмени, колку ќе им дадеме, толку ќе ни возвратат. Колку повеќе им дадеме можност да ги кажат нивните опции, нивните стратегии, затоа што како што се менуваат генерациите, сите имаме понови, поиновативни идеи. Доколку сето тоа се сплоти, мислам дека Битола би бил идеален град на секое поле. Дефинитивно резултатите од спроведеното истражување се загрижувачки, а младите веќе ја имаат сватено својата вредност и им се благодарни на странските системи, можностите и респектот кој го добиле таму, а биле единствените причини кои придонесле за напуштање на сопствената култура и татковина. Имам да зборувам многу на темата, но накратко би сакала само да ви ги представам заклучоците и она на кое што сите во иднина треба да се потрудиме да го подобриме со цел да ги задржиме и тоа како квалитетните личности на кои им се восхитуваат во странство, а пак ние, намерно или ненамерно сме ги избркале од нашиот град, па и од нашата држава. Од одговорите на младите, како од балканските земји, така и од Битола, можам да кажам дека е изразено огромно незадоволство кон функционирањето на секој систем одделно, кој е и клуч за градење на едно здраво и вредно општество, кон корупцијата која го попречува нормалниот развој на работите, кон губењето на вредностите и недоволното ценење на квалитетот на еден млад човек, кон премалите шанси и недоволната поддршка во предложените бизнис идеи, кон недоволното почитување на законите, кон слабата инфраструктура и кон зависноста кон политичките партии. Сметам дека Балканот има голема историја, Македонија исто така, додека пак нашата Битола е еден огромен културен центар и сметам дека занемарувањето на ваквиот проблем со иселувањето на младите во иднина ќе резултира со една уништувачка иднина и не само за Балканот, туку и за цела Македонија, како и за нашиот град Битола. Затоа, најдобро е и ве повикувам сите заедно да смислуваме различни стратегии и техники за задржување на младите, како во нашиот град Битола, така и на целата наша територија. Ги повикувам сите да направиме чекор напред и да почнеме да отвараме нови врати за младите, да ги цениме според квалитетите кои ги носат, а не само по тоа кој стои зад нив. Да се отворат можности за нивниот економски пораст и можноста да го работат она кое што го сакаат, без претходно да чувствуваат зависност од било каков фактор кој е дел од општеството за постигнување на сопствените цели. Да ги развиваме постојано политиките за подобрување на културните вредности и системи кои можат да го подобрат општеството, а со тоа и да направиме пат за во иднина да се радуваме на квалитетните лица кои ќе не представуваат. Имаме многу квалитетни млади кадри и навистина е штета да ги пропуштиме. Затоа сметам дека како сите ние, така и авторитетните личности, треба заедно да се потрудиме и да се погрижиме во создавањето нови услови за подобар живот и посветување на огромно внимание на развивање соодветни стратегии и техники за задржување на младите во сопствената татковина и намалување на незадоволствата кои, според резултатите од моето истражување, доаѓаат од секоја сфера. Мојата порака која што сакам да ја упатам е до младите кои што вложуваат во себе си, односно во своето образование, да останат во Битола и заедно сите да го направиме Битола подобро место за живење со она што во текот на годините сме го научиле и да ја изградиме Битола онаква какво што сакаме да биде. Мојата порака на крај на сето ова е како што кажав, колку им даваме на најмладите, толку тие ќе ни возвратат нас и мислам дека може да стигнеме до едно завидно ниво со нашиот град Битола. Битола располага со еден доста квалитетен кадар и затоа, според истражувањата за мојот магистерски труд, сметам дека сите заедно треба да поработиме на развивањето на културните вредности и пред се респектот кон успехот на младиот човек, со тоа што во иднина ќе се потрудиме да ги отфрлиме стереотипите, зависта и предрасудите.